Од 1 јануари во сила стапи законот за работно ангажирање, кој треба да биде важен момент во пазарот на трудот. Формализирање на околу 17.000 работни места, но и сузбивање на сивата економија. Најмногу во земјоделство, туризам, угостителство и услужните дејности. Реформата носи конкретни придобивки и за работниците и за работодавачите. Поедноставни постапки, поголема флексибилност, исплата по час и социјална сигурност. Со овој закон испраќаме јасна порака дека државата системски ја поддржува формалната економија и создава стабилна и фер деловна клима. Едно од клучните прашања е како, например, земјоделците или други офатени со законот сами ќе преминат од неформално во формално вработени. Со овој закон ќе им биде ослободено, пошто ќе ги имат сите права, исто како тие што се вработени со редовно вработување. Исто така ќе ги имат и они истите права, значи ќе бидат платени, платите ќе бидат исто како оние што се со неопределено вработени и така да и на работодавачите ќе имат поголема флексибилност да може да ги пријавуваат колку денови им е потребно овие вработени. Крената цел на законот е формализирање на 85.000 вработени кои сега се проценува дека работат на црно, од што државата нема никаква полза. За сега нема информации колков број се пријавиле, но за споредба во Хрватска и Словенија, ангажманот на пензионерите до 20 часа неделно, работодавачите не ги чини ништо. На овој начин им се помага на компаниите да го обезбедат потребниот кадар со оглед на големиот дефицит на работна сила.